И сега е вистинското време за гостија, како што ви најавив рано утрото со гостите. Денеска е нашата Искра. Искра, добро утро за тебе. Добро утро. Повторно имаме теми од здравството и драго ми е што малку повеќе се вртиме кон нашиот животен стил и што се треба да ги научиме децата од мали, за да можеме да имаме потоа здрави и успешни луѓе кои што ќе имаат долг и квалитетен живот со што помалку лекови. Поздрав и до твојата гостинка Александра Димова, специјалист ортопед во Орто Плюс 5. Имате интересна тема за денеска, да развојна дисплазија на колкови кај деца. Да, вака интересно или на прв момент можеби звучи компликувано, но затоа ни Александра тука да ни објасни. Секако. Ти благодарам, Сузе. Секако, повелете. Александра, добро утро. Добро утро. Добро ни дојде. Рече Сузе ортопед и тоа го имаш најубавата опција во ортопедијата, тоа е да работиш со деца. Така е. Ајде сега веднаш да демистифицираме што е тоа развојна дисплазија на колкови кај деца. Да, вака звучи многу комплицирано. Всушност, сите млади родители што имаат новороденчиња, знаат уште кога излегуваат од породилиште од прилика или во првиот месец од животот на бебињата, им се кажува дека треба да посетат меѓу другото и ортопед за да го направат тој прв ортопедски преглед, во кој покрај останатите ставки се вклучува и ултрасонографија, односно ехо на колкчињата на бебињата. Тоа е еден практично скрининг кој треба да се направи на секое новородено бебе, затоа што статистички 1 до 2 бебиња од 1000 се раѓаат со недоразвиени колкови. Всушност таа развојна дисплазија на колк значи недобро развиен колк кој што имено треба да се третира. Нема начин претходно ние да знаеме дали бебето има добри или лоши колкови. Нема никакви симптоми, нешто што може да видат самите родители? Самите родители тешко, после породувањето, потешките форми што се на оваа состојба, можат и со клинички преглед да се детектираат и во тој случај веднаш се праќаат кај ортопед уште од породилиште. Меѓутоа, во голем број од случаите нема никакви знаци и симптоми и не може ни со обичен клинички преглед тоа да се детектира, туку само може да се види на ехо преглед. И ова е задолжително за секое едно новороденче, За секое едно новороденче, со назнака да тоа биде што порано. Прегледот да се направи што порано. Зошто? Мислам, зошто е толку важно толку да е рано? Што може да се спречи за понатаму? Важно е да е што порано, затоа што развојната дисплазија на колк е состојба што може многу успешно да се истретира и да се лекува доколку навремено се детектира и навремено се почне со третманот. Кои се најчестите причинители, ризик фактори што доведуваат до појава на оваа дисплазија? Така, ризик факторите се генетика, значи фамилиарна всушност анамнеза кај бебето. Понатака првородените деца се почесто афектирани. Повеќе се афектирани во однос од прилика 4:1 женските деца во однос на машките. Друг ризик... Имате, предпоставувам, некои научни објаснувања зашто е тоа така? Пак е комбинација на фактори и генетика, меѓутоа тоа е фактот дека женските деца почесто страдаат. Исто така се случува кај големи бебиња на кои што има потесна позицијата во самата матка или близначка бременост, да речеме, или состојби кога имаме намалена количина на плодова вода, па повторно на тој плод му е потесно во матката. Карлична позиција на бебето исто така е еден од ризик факторите, а многу често знае да биде и комбинација од се ова што го наброев. Колку е лесно самото дијагностицирање? Со ехо прегледот, кога го прави специјалист ортопед секако обучен за тоа, лесно се детектира. Значи понекогаш може да се детектира, како што напоменав претходно, и со самиот преглед, бидејќи првиот ортопедски преглед се состои во целосен преглед од глава до петици, што би се рекло, се проверуваат сите зглобови, се проверува градниот кош, се проверува главата, рбетот
и при тој преглед може да се детектира доколку имаме поизразена форма на дисплазијата на колкот, која што веќе би значила исчешен колк, ќе објаснам подоцна, тоа може и на самиот мануелен преглед да се детектира, но секако ќе се потврди дефинитивно со ултрасонографскиот преглед. Александра, откако ќе се диагностицира, ми споменавте дека има многу широк спектар. Какви све форми има? Всушност, што значи развојната дисплазија на колк? Значи несоодветно формирање на зглобните површини на колкот. Зглобот на колкот, како што знаеме, се состои од чашка во која што навлегува главата на бутната коска. Најчесто при дисплазијата на колкот имаме една недоразвиеност на самата чашка, која што во тој случај не ја опфаќа убаво и целосно главата на бутната коска, туку е поплитка, пострмна и практично не соодветствуваат тие две зглобни површини. Во однос на тоа колку е таа недоразвиеност изразена, понекогаш имаме недоразвиености на самата глава на бутната коска, тие се повеќе некои стадиуми нели на болеста и кога имаме поизразена недоразвиеност на чашката, всушност таа не може да ја задржи главата во своето лежиште и тогаш доаѓа до делумно или целосно исчешување, односно викаме сублуксација или комплетна луксација, комплетно исчешен колк излезен од своето лежиште, кое што секако е покомплексно да се истретира отколку ситуацијата кога имаме колк кој што се наоѓа во својата позиција, меѓутоа зглобната површина на чашката не е соодветна и не го надкровува правилно главчето на бутната коска. Колку има тука простор за загриженост кај родителите? Како што напоменав и ова ќе го нагласам сигурно уште неколку пати за да остане како порака, да се вреже. Затоа што е најважното навремено да се направи првиот ортопедски преглед. Бидејќи биопотенцијалот за ремоделација на самите колкови во раната возраст е доста голем, односно најголем е во првите 3 месеци од животот. И во тој случај, ако во тој период го откриеме и го започнеме третманот, не само што ние со третманот делуваме, и самата биологија на организмот, на самото бебенце си брка работа. Значи, на некој начин организмот сам си го ремоделира, така колкот се ремоделира со тоа што ние ќе помогнеме, да, меѓутоа потенцијалот е голем. И ајде сега да видиме како ви помагате, каков е третманот. Третманот, значи во идеални услови кога ќе се открие рано, доколку се работи само за недоразвиеност, е во поставување на ортопедско помагало. Најчесто тоа се павликови, така наречени павликови кајши, или во поново време има и еден друг вид на помагало кое што се вика отобокс или тубинген ортоза, која што треба да ги држи колкчињата во една идеална позиција во која што дозволуваме да се доразвие таа недоразвиена чашка, да се заобли, да се спушти и да ја надкрови главата на бутната коска. И колку долго трае тој третман? Многу зависи, повторно ќе речам, од моментот кога е откриено и од степенот на недоразвиеност. Најчесто, доколку навреме го откриеме, трае некаде околу месец и пол до 2 првично. Понатака може уште некое време да се носи помагалото со променет режим, односно да не се носи постојано 24 сата, туку да се носи, например, само со ноќен режим детето навечер кога спие. И од прилика за некои 2 до 3 месеци можеме да дојдеме и до целосен резултат, односно до комплетно завршен третман со комплетно здрав и нормално развиен колк. А колку е тоа болно или непријатно за самото бебе? Болно не е воопшто. Непријатно личи на прв поглед, меѓутоа прашање е само на тоа ден-два бебето да ја навикне, односно
повеќе и родителите кои што мора да ги обучиме нели да го вадат и да го поставуваат тоа помагало, бидејќи бебето треба и да се пресоблече и да се избања. Така да додека нели првите неколку дена сите се уходаат во приказната да го вадат и поставуваат тоа помагало и понатака се нормално си функционира, значи со тоа помагало бебето најнормално си продолжува да функционира, да расте, да се развива. Нормално си доаѓаат на контроли, ја следиме состојбата, правиме контролни ехопрегледи и гледаме како тоа ни оди, односно дали ни дава резултат. Бидејќи рече дека имаш поента што сакаш да им се вреже нели во умот на сите родители, всушност тоа е и главната причина поради која што си овде да се подигне свеста за навремено прегледување на детето, особено тој прв преглед. Можеби вака сега ќе станеме уште посвесни, ако станеме свесни за тоа што би се случило доколку рано не се открие и доколку не се третира како што треба. До какви последици може да дојде? Значи, ќе кажам, само да се надоврзам, бидејќи ја кажав најблагата варијанта, да спомнеме дека ја имаме и варијантата на комплетно исчешен колк, како нели другата страна. Но тоа може да се случи и при рано детектирање. И навреме си дојдат родителите, сепак може да е комплетно исчешен. Или тоа е ситуацијата. Значи, колкото или е само недоразвиен, или може да биде до тој степен недоразвиен, што нема што да го задржи во лежиште. Да не си се обвинуваат родителите дека не дошле навреме, така да. Не, значи битно е они да дојдат навреме, а третманот понатака ние го правиме во зависност од состојбата. Кога е колкот исчешен, значи првата цел е тој да се врати на свое место во своето лежиште, а понатака повторно да се дооформи за да може да се задржи во тоа лежиште. Сега за разлика од поблагата варијанта на диспластичен колк, кога имаме исчешен колк, не секогаш и покрај тоа што ќе го превземеме, третманот вродува со резултат со само овој метод на ставање на ортопедско помагало. Значи, некогаш тоа може да не биде доволно и да треба да се превземат понатамошни чекори, што би значило првично да се обидеме мануелно со манипулации да го вратиме колкот во лежиште. Ако ни тоа не е возможно, тогаш е потребно да се изврши и хируршка интервенција со која што ќе се врати колкот во своето лежиште. После тоа се носи одреден период гипсче која што го држи во позиција тоа вратено, наместено колкче, а ако има потреба се интервенира и на самиот свод, значи на самата чашка која го надкровува колкот, да се таа оформи, ремоделира и да може понатака тој колк да биде комплетно функционален. Како и за самото откривање, така и за понатамошниот третман доколку дојде до оваа покомплицирана состојба, секако од есенцијална важност е времето во однос на имање на добра прогноза и добри резултати од третманот, така да повторно се започнува со првиот ортопедски преглед, а понатака се реагира соодветно како се одвива самото лекување. Прогнозата во суштина за среќа во најголем број од случаите е одлична, особено кога се работи само за недоразвиеност на колкот. И ако е детектирана рано, да речеме, ако на месец дена, месец и пол дена возраст од бебето е ова откриено, до негова 3-месечна возраст ние можеме да добиеме и комплетно излекуван колк и понатака се си продолжува најнормално со развојот како да не било. Но, рековме, доколку не биде откриено навреме, доколку не биде третирано. Што се случува доколку воопшто не биде третирано, не биде детектирано и не биде третирано? Доколку се работи само за дисплазија на колкот, тоа првично нема никако нити да се види, нити да се почувствува, нити да се препознае. Значи, тоа е едно бебе кое ако нема некакви други проблематики, се развива најнормално, здраво право, ќе
ќе си дојде до момент кога ќе се вертикализира, ќе застане на ноđиња и ќе прооди. Значи тоа бебе нема никаков проблем во својот моторен развој да си ги тера сите фази и навремено да прооди и тоа проодување да си биде без некакво накривување, без некакви болки и така натака. Значи ќе си живее еден нормален живот, но што се случува? Зглобните површини не се конгруентни, не налегнуваат адекватно една на друга. Со тек на годините, тие зглобни површини, бидејќи ја немаат таа конгруентност, една со друга се тријат и се нагризуваат зглобните ерскавици. И на крајот исходот е што ќе дојде до еден оштетен издегенериран колк на некоја возраст, да речеме, еве, од 30 на години, кога што колкот веќе ќе биде упропастен и ќе треба тогаш повторно сериозно да се лекува, многу често и со хируршки интервенции, со замена на колкот и така натака. Значи, тоа би била последицата воопшто ако не се открие и не се третира. Доколку имаме состојба на исчешен колк, а таа не се детектира, тогаш тоа вообичаено ќе се открие при самото проодување. Повторно детето не е дека нема да прооди, дека тоа ќе го спречи да прооди, меѓутоа тоа ќе видиме накривување, тогаш ќе видиме ограничени движења во самиот зглоб на колкот, тогаш ќе видиме несоодветно газење на прсти на едната нога и така натака. И тогаш веќе е јасно дека нешто не е во ред. Морам да признам дека во денешно време не се случуваат така лесно ситуации на недетектиран ваков проблем, бидејќи сите се информирани дека треба да се направи ортопедски преглед. Сега дали тој ќе биде навремено или ќе биде малце подоцна, направен. Се не сакав само уште да прашам со оглед на мноштвото производи кои што се на располагање, разноразни седалки, носилки и маркетингот си го прави своето. Колку треба родителите да внимаваат на тој избор? Дали игра улога во правилниот развој на детето? Треба да внимаваат и треба да слушаат совети што им се кажуваат во нашите ординации, бидејќи секако дека се игра улога, да речеме, првично што меѓу другото игра улога во развојната дисплазија на колкот, начинот на повивање. Значи, сите сме слушнале за широк повој. Да. Широк повој не значи дека треба 15 пелени да ставиме во повојот, но значи дека треба да имаме начин на повивање во кој што пелената е меѓу нозе, нозете се слободни во една подраширена позиција. Не тесен повој кој што би одел околу самите нозе, нели, фишек повивање и слични начини на повивање. Истото се случува и кога користиме несоодветни некакви такви бебешки аксесуари, например кенгурчиња, кои што немаат соодветна, не даваат соодветна позиција на бебето во која што ноđињата повторно би биле расширени, туку се тесни кенгурчиња кај што ноđињата право висат надоле и исто така може да допринесат за ваквата ситуација. Така што друга работа што е многу битна е дека бебето не треба цел ден да биде во раце. Тоа е малку прашање. Тоа на бабите треба да им се објасни. Тоа е малку прашање на нашите традиции, на нашиот менталитет. Го стегаме во некоја несоодветна положба на тој начин го држиме. Прво можеме да му направиме и многу често се држат бебињата во несоодветна позиција, ова не само во однос на колкчињата, туку да речеме во однос на тоа како ја држи главата и позицијата на главата и вратчето, па искривување на вратче, па сплескување на глава, па заради притисок на ребренцата кои што се уште меки во таа фаза, може да се направи деформитетче на самиот граден кош и ред други работи. Така што да не зборуваме што самата моторика на бебето не може да се развие ако просто цел ден ни е стегнато или ни виси во раце. Туку бебето треба кога ќе го гушкаме, нема секако кога тоа не значи дека така. не треба бебето да се земе во раце, но не и цел ден да му биде таа ситуација, затоа што бебето треба да се развива.
да се движи, да мрда, да има простор, да има опција да научи да се врти, да се одврти, да се преврти, и да ги мрда сите екстремитети, да ги раздвижува зглобовите, да ги отвара шаките и така натака. Александра, многу добри совети. Многу ти благодарам на ова гостување и се гледаме наредна прилика со некоја друга тема. Ви благодарам и вас на поканата, задоволство ми беше. Сузе?